Добар ден. После колку време? После 2 недели? 3 недели? Да. Имаме многу работа. Многу работа овде во МЗЗПР, но секако и професорот Лазар имаше многу работа и некако дојдовме во ситуација, велиме, ајде да креираме една потреба, дали луѓето ќе ни се јават да прашаат. И се јавија, луѓето прашаа, вика, зошто повеќе не имитувате? Не се секирете, не сме престанале, ние се уште сме тука и се уште ќе дебатираме за прашања поврзани со трудот, прашања највеќе поврзани со заштитата при работа, тоа е безбедноста и здравјето при работа. Но пред се сакаме да делуваме во насока на создавање на превентивна култура или поточно разбирање на системот кој е за нас, барем професионалците од оваа област, значи секојдневие. Лазар, добар ден. Добро, ти го најави вака сега многу убаво, елоквентно и на дана вистина после неколку понеделници пауза, би рекол, овој понеделник повторно сме заедно и разговараме, дискутираме, размислуваме, што е многу важно. Да, навистина, и мене баш неколку пријатели ме праша и познаници, вели, веќе престанавте да имитувате, не сме престанали, намерно оставаме малку да не дојдеме да бидеме па и досадни, нели, на луѓето и да се презаситат, иако мислам дека темите кои што ги отвараме и ги дискутираме се еднополен на неисцрпнен диалог, разговор, каде што може и тоа како многу да се разговара. Впрочем, еве и денеска зашто размислувавме да разговараме или се поттикнавме сега предходно, мислам дека ќе биде интересно за дискусија. Можеби првпат од овој аспект ќе отвориме едно прашање. Па поврзано е малце повеќе со делот на цело време, ако се сеќаваш, алудираме на тоа да имаме одговорност. Одговорност како луѓе, како граѓани, како одговорност пред се према другите. Према општеството во кое живееме, бидејќи јас не гледам друг начин како можеме да го направиме функционално наше општество, ако всушност не тргнеме од себе да не бидеме ние одговорни. Така да, кога разговаравме предходно, многу работи се случи во изминатиот период, меѓу кои една од нив беше и изборот на новиот претседател. Дојдовме во ситуација дека со смена, нели, сите демократски процеси кои се случуваат, деловите кои значат од една страна промена на личноста која треба да ја раководи државата и така натаму, јас секако ја искористив можноста да го потсетам сегашниот претседател Пендаровски дека всушност е во една насока работодавач, но во друга насока е вработен. Интересно. Да. Чисто како вовед, на неколку мои писања на социјалните медиуми, јас го потсетив дека всушност потребно е да го практицира Законот за безбедност и здравје при работа. Сега да не испадне дека ова насочено кон Пендаровски, него е насочено кон функцијата председател на... Кон институцијата, мислиш, председател. Така, председател, но не само на него. Или неизе. Знаеш што, прво се поставува едно прашање, ти сега го отвори, затоа реков ја интересно. Зашто интересно? Постави една дилема, односно теза, дека председателот на државата, кој да е, согласно сегашните уставни и законски прописи, во исто време и работодавач, а и вработен. Сега прашање е дали е и едното и другото и во кој контекст сега ќе го гледаме таа положба на луѓето кои што извршуваат јавни функции. Станува збор за избор на функција и во овој контекст не станува збор, барем според мене, за типичен работен однос. Но секако извршувајќи ја функција, дали председател, дали премиер на влада, дали пратеници во собрание и така натаму, тие се влезени во одредени трудоправни работни активности кои што се поврзани со изборна функција. Имаме изборни, имаме именувани функционери, изборни кои што се избрани во демократски процес на избори и така натаму, именувани, например, собранието може да именува одредени суди, може да именува други некои по закон, по лекс специјалист, по разни закони, разни функционери и така натаму во дадени државни органи и прашањето е дали тие луѓе кои што се на овие позиции во државата
од највисоките позиции, па нели до оние кои што се можеби на некои пониски раководни позиции, се во аспектот во системот на безбедност и здраве при работа. Според мене, без разлика, не навлегувам сега во прашањето, инаку тоа е подлабока дилема, дали се нели работодавачи вработени, типични вработени секако не се. Меѓутоа, дали треба да бидат вклучени во системот на безбедност и здраве при работа, мојот одговор би бил да. Според мене треба да бидат вклучени и тука ќе се сложиме. И тука ќе се сложиме апсолутно. Дефинитивно дека без разлика кој каде е избран, именуван и така натаму во парламентарни изборни процеси или од страна на државен орган именува, може влада да именува и така натаму, без разлика нели дали е раководител, председател, премиер, пратеник или слично, аспектот на безбедност и здраве при работа треба да се испочитува за овие луѓе до крај, а тоа би значило во пракса следно, дека и тие луѓе ќе треба да ги извршат одредените лекарски прегледи кои што се потребни, нели? И да се направи одредена проценка на ризик на работното место. Според мене, еве, пошто ја спомна функцијата председател на држава, ја мислам нема да спомнам. Ајде председател на влада спомени, председател на собрание. Како и да е, значи за овие важни, суштински, круцијални државни функции, јас не сум професионалец во делот во кој што си ти, но читајќи, проучувајќи и интересирајќи се за овој аспект, јас сметам дека се тоа професии, односно работни места, ако така нели ги кажеме, функции со висок ризик. Со висок ризик и за жал, во нашата земја од незиното самостојување па до денеска, одреден број на луѓе кои што и беа на одредени функции, за жал завршија со смрт на работно место, јас би кажал. Тоа е поентата, затоа што ние ако се обидеме од политички аспект да ги гледаме работите, веројатно тогаш ќе си дојдеме, ќе си рипнеме сами на себе устата и ќе речеме дека тие не имаат атипични работни позиции или извршуваат атипични работи. Но од другата страна, она што цело време се обидувам кога зборуваме за безбедноста и здравјето при работа, или поточно ако се вратиме дури на првите емисии што е тоа труд, ако видиме дека овие луѓе својот труд го изнаемуваат, го даваат на располагање на во овој случај државата, нацијата и така натаму, извршувајќи ги тие први позиции, ќе дојдеме во ситуација дека статистиката која имаме во Македонија не вбројува еден загинат председател, на еден тешко повреден на работното место. Атентатот сам по себе е криминален чин, но самиот по себе го доведува да биде онеспособен да извршува понатаму својата работна задача. Трудово правен аспект секако и од аспект на БЗР, така е. Сакам така да ги гледам работите, но од друга страна, ние не смееме да заборавиме дека и тоа се обични граѓани на оваа земја. Тие се наши службеници. По принципот кој тие овде го напомена, ние сме им ја довериле својата сувереност да ја направат да извршуваат работата. Затоа тој аспект, јас сакам да ги гледам сите позиции. И тоа не од аспект дали треба или не треба, него многу повеќе на испочитувањето на словото на законот. Дека преку својот пример единствено можат да дојдат, доколку тоа го практицираат во нивното секојдневие, да им дадат јасна насока на сите оние останати кои во огромен број во Македонија се уште се прашуваат што значи тоа безбедност и здравје при работа на работно место. Нешто ми се допадна сега во ово излагање, две работи ми се допадна. Прво, што повика на личен пример. Секогаш е тоа. Лична одговорност ми се допадна еден момент каде што кажа дека секој функционер е служител на народот. Впрочем, да, ако гледаме ние од политичко правен аспект, пред се од аспект на политички системи и така натаму, самиот термин министри, еве да ги земе министрите на англиски кој го превеле буквално е служение, да служиш. Значи да бидеш слуга, служител на народ. Нема да веруваш, јас буквално оваа емисија ја започнавме без подготовка, кој верува, кој не. Но нема да веруваш, вчера гледав една репортажа за председателот Трајковски. Без да знам дека денеска сакаш да зборуваш за аспектот на избрани именувани функционери, нели низ призма на БЗР, на безбедност за природа. И има една реченица од еден
со наш сограѓанин кој што го познава председателот, кој што работел дел од кабинетот, веројатно бил во тоа време, не го познавам лично човекот, кој што кажа во таа емисија документарна за председателот, починатиот председател Трајковски, дека тој многу често сакал да каже за себе дека он е служител на народот и он е избран како председател да служи, и затоа спомна интервјуираниот господин во емисијата дека имал доста отпор кон тоа, дури од средината, дури го советувале тој приот председател не ви е баш као наводно добар, така со тој пристап не е толку можеби адекватен и политички издржан во дадените околности во тоа време. Меѓутоа јас лично сметам дека тие две поенти што ги кажа, тоа служење и давање личен пример, верувам дека ни е потребно во сите области од живеењето и особено во јавниот аспект, во јавноста, бидејќи посебно младите луѓе бараат во одредена смисла позитивен пример, идентификација со луѓе кои што ќе им бидат инспирација, не идол, инспирација, од кој што ќе видат еден убав позитивен пример на одговорност, личен пример како да се постави, нелицемерност, да нема одредени аспекти на лага и така натаму и така натаму. Па погледни го само ова, гледај сега еден друг дел. Како луѓето ја разбираат, да кажеме, економската смисла. За преку пример сакам да ти го представам ова, дека весте доколку председател на држава или председател на влада патува со економска класа на авион. Но вест не е доколку истиот тој е обучен за безбедно работење, за здраво работење, доколку проценката на ризикот е направена за неговото работно место, доколку тој се погрижи да имаат неговите вработени безбедни и здрави услови. Не заборавиме. Не е само таа функција, не е само тој слуга на народот, него и сите оние, секој пат го зборуваме Трајковски, но тој не загина сам. Тој загина со цел кабинет. Луѓето кои беа 7 луѓе беа чинам во авионот, ако добро. Луѓето кои беа всушност во тој авион не беа на излет. Тие ги извршуваа своите работни задачи, почнувајќи од пилотот, завршувајќи на не знам протоколарните. Двајца пилоти биле, да. Значи, да не заборавиме дека не секогаш тие луѓе, иако ги ставаме како затоа може да те прашам сега ја нешто вака. Само да завршам мисла. Да. Него ти секогаш се сеќаваме на нив, но да не заборавиме. И кај председател Глигоров. Да. Имаше луѓе кои загина. Возачот загина. Да, значи, доаѓаме ние во ситуација да ако сакаме ние да дојдеме во општество или да го изградиме тоа општество каде што ќе имаме една превентивна култура, начин на размислување каде што се грижиме за останатите, мораме прво да покажеме со своја или потачно она народната века сложни попови во петок мрсат. Не. Ние да покажеме дека доколку нешто проповедаме, мораме ние да го практицираме тоа. Извини, ти одземам мислата. Па инаку би било вера без дела, би биле празни зборови, филозофии, човечки демагогии, тоа највеќе ме плаши. Без да дадеме личен пример. Јас ти велам, нас ни требаат примери во сите општествени сфери, па и во приватните дури. Ни требаат примери, модели на родители, ни требаат примери, модели на деца, како треба да се однесуваат, ни требаат примери, модели на професори, еве ќе ја земам мојата струка, ни требаат примери во политиката, во економијата, буквално во сите сфери, каде што ќе имат луѓе релевантни, стамени во духот, кои што ќе може да кажеме, еве овој човек на вистина покажува со својот пример една поинаква слика од која обично сме навикнати да ја гледаме. Сега да ти поставам едно прашање. Ме инспирираше со овие размислувања. Јас навистина технички не сум релевантен и компетентен да давам одредени тука информации, но ме интересира еве ти како би во кој дел би влегол да проценуваш ризик на работно место, например председател на држава или председател на влада или министер,
кои параметри би ги земал, ме интересира мене, а верувам и оние кои што не гледаат и слушаат, што тука би проценувале вие како стручњаци, како луѓе кои што сте во тој дел компетентни да проценувате? Правно ние тоа, правниците ќе го уредиме вака така и може и посебно за тие аспекти да го нормираме и така. Сакаш гратес да направам проценка да затоа да. Не, шегувам. Јас би тргнал како и за секој друго работно место пред се од дефинирањето на работното место. Значи, кои се опис и попис на работни задачи на тоа предвидено работно место. Добро, тие се во уставот и во законот за така, и понатаму ќе развивам приказната. Пред се би дошол во ситуација да го снимиш неговиот секојдневен живот. Значи, она што всушност би можело на тој човек, на тоа работно место, би можело потенцијално да биде ризик по неговото работно место. Генерално, пристапот е тој. Не е заради, да се разбереме, не е заради книшката, не е заради хартијата која ние би му ја предале и би ставиле подпис дека во суштина е заштитен при работа. Не, генерално самата проценка на ризик има за задача, тоа многу луѓе го забораваат. Потсетник. Доколку постојат одредени ризични места во твоето секојдневие и доколку тие некој ги воочи, а не заборавајте дека најчесто сме слепи за работите кои секојдневно ги гледаме. Дури и да сме најпаметните луѓе во својата работна средина, се стекнуваме со така нареченото професионално слепило. Значи, кога некој би ги предочил истите тие, не треба да биде книшка која ќе легне под во некоја си фиока, него едноставно да биде една кореспондентна табела која ќе ја користи оној на кој му е наменета и би ги коригирал тие во континуитет. Сега, вие ти велиш на работно место би проценувале ризици. Претпоставам во канцеларија, во хол, ходници, каде што се движи секојдневно одреден работен процес. Меѓутоа, да не заборавиме, за високите државни функционери проценка на ризик прават и други служби, безбедносни служби, кои што прават проценка на безбедност, на загрозеност на животот на тие функционери, на тие вршители на такви јавни функции, на нивното здравје исто така. Но тие го прават од друг аспект. Така? Тука е таа комплементарна работа која треба да биде направена пред се, имајќи предвид научен пристап во оценувањето на ризиците. Јас не ги исклучувам. Не, прашање дали сега треба стручните лица или проценителите за ризик на работно место, веројатно според мене ќе треба нужно да соработуваат и со безбедносни служби кои што се поврзани со штитење на животот и на здравјето на вршителите на високи државни јавни функции. Па секако тоа мислам представува една абецеда или една азбука на делувањето на еден стручњак кој би требало да ги оцени сите тие елементи. Дека што е возможно повеќе луѓе кои имаат релевантна информација треба да бидат вклучени во тој цел процес. Него навлегуваме сега во предмет на расправа во однос на тоа што би требало да содржи таков документ. Не, мене идејата за денешниот разговор многу повеќе ми беше во насока на тоа дека тие мислам ја долови со една своја, нели обично ги сумираме, работиме на крајот, ама дека всушност треба да представува светилник за луѓето кои не се толку доволно среќни да бидат или доволно во можност да бидат на негово место. Значи, тие луѓе кои всушност го избрале потребен им е човек кој ќе ги води, ама не само водач во смисол на тоа дека низ победи, него едноставно секојдневно живење. Принципот на едноставност, принципот на почитување на закони, принципот на со личен пример. Кон тоа ценам, затоа што да наведам неколку примери. Спомнав неколку функции, ама некако највеќе се задржуваме на председател на држава. Председател на собрание, председател на влада. Делот на сите оние кои спаѓаат, како се вика, во пониските ешалони. Ако тие видат дека тој човек кој е на првото место, значи, удира на маса и кажува дека ние ќе го почитуваме законот за безбедност и здравје при работа. Тогаш многу помалце од оние мотници во пониските ешалони ќе се осудат да речат овој закон за мене не важи. Затоа што кога првиот човек покажува дека важи за него како служител на народот во една управа, јас не ја викам влада,
Јас се викам управа затоа што англискиот јазик кажува govern. Government. Така? Governance. Government значи управа. Ако тој сме му дале да ја управува државата како нели, да сме го поставиле на тоа место, па мислам дека најдобро е, ајде да го преку еден класичен пример. Ако на возачот на автобус сме му дозволиле да го вози автобусот, а тој не знае да го вози, прилично лошо ќе си поминеме. Но ако ги почитува правилата и безбедно не носи по патиштата, веројатно ќе го избереме за следен мандат, за следна дестинација. Видите, во тие аспекти навистина сега тука се спојуваат две фокал поинт, ја ви рекол, две точки на фокус точки кои што ни се. Едното е да со својот личен пример, кој да е државен јавен функционер, вклучително и луѓето во образованието и така натаму, да дава пример за останатите граѓани, останатите луѓе, студентите и така натаму и така натаму. Тоа е едниот аспект. И во рамките на тој пример сега, да го вклучи примерот на, како што те разбирам, почитување на законските прописи за безбедност и здраве при работа, бидејќи тоа не е на нас сега, не е поентата. Тоа е едната компонента. И втората компонента која што се надоврзува, ако сака некој да даде пример, еве, од аспект на БЗР, а е носител на висока државна функција, председател на собрание, влада, на држава и така натаму, тогаш веројатно ќе се соочи со овие прашања кои што јас ти ги поставив тебе, односно кои што јас и ти ги дискутираме. Добро, сакам да дадам пример, сакам да се направи проценка на ризик на работно место. Ајде да видиме што вели Законот за безбедност за работа. Ајде да видиме како тоа во пракса можеме да го имплементираме и тогаш доаѓаат во прашање, тоа е вториот, значи втор фокус. Доаѓаат во прашање на дневен ред сите оние подточки кои што треба да бидат абсорбирани, за да на крај таа желба за пример има ефект практичен. Инаку сите може да имаме желби различни, најразлични, па најдобри намери, нели? Меѓутоа, да не забораваме дека добрите намери многу пати знаат да не водат кон погрешни насоки. Да не кажеме на друга поговорка дека и патот до пеколот е поплачен со добри намери, нели? Лазар, сакам една работа ти предочам дека често пати се чувствувам пораза кој ќе правам кога разговарам, да кажеме, со одредени државни службеници, се тоа, да кажеме, не е присутни на обуки, и кои ќе ми кажат дека тие немаат проценка на ризик, тие немаат лекарски прегледи. А законов ни од 2007 година. Дојдеме во една ситуација дека после 12 години на постојање на еден закон и после бројни усилби од моја, од твоја, од колегите, сите кои делуваат во оваа област, и државни јавни службеници кои што да дојдеме во ситуација да се уште ние се обидуваме да допреме до одредени инстанции во државата кои всушност се вон радарот, вон системот за безбедност и здравје при работа. Некако ме доведува во ситуација да се обидувам на секој начин. И заради тоа денеска се обидував и често пати кога му пишував на председателот, му пишував со намера на тоа да преку свој пример укаже и покаже. Не го гледам тоа од аспект на популизам, не го гледам тоа од аспект на она што го почнав и на почетокот. Малечка сме ние некоја си земја која може, познавајќи се едни со други, да дојдеме во ситуација да си помогнеме едни со други, не знаејќи дека дури го правиме тоа околу почитувањето, дури на законите околу кои сме се договорили дека ќе ги почитуваме. Да. Јас во тој дел би сакал, еве сега повторно да слушајќите и размислувајќи за ова што го збориш, една мисла да споделам како за крај, една поента. А тоа е дека навистина сме ние мала и територија и популација. Тоа ни е нас компаративна предност во дадена смисла. Јас воопшто не го гледам како момент на во она негативна конотација дека тоа не е слабост. Напротив, во вакви констелации на односи, ние и тоа како можеме релативно лесно и брзо Македонија да ја направиме достоинствено место за живење. Многу едноставно. Меѓутоа,
Зошто не го правиме тоа? 2 милиона луѓе преку лето, кој нели ќе се собереме сите негде сега во овој период јули, Да август. почекаме статистика. Добро, да почекаме да видиме, но има податоци, показатели колку се движат, колку се иселуваат луѓе, колку заминуваат и така натаму, колку се враќаат. Ние релативно, еве да кажеме, ако сме и 2 милиона, според некои сме помалку, можеме релативно брзо и без многу напор да со добра организација да направиме Македонија да биде достоинствено место за живење. Тука секако во центарот е да имаме достоинствени работни места, кои што без безбедни работни места, без здрава работна средина, не можат да заокружат приказката. И знаеш како можеме да го постигнеме тоа? Па јас од прилика знам. Само Тоа е за друга емисија цела. првиот чекор кој треба да се направи е лична одговорност. Секако. Сега, за да го сумираме се тоа. Личната одговорност, драги наши избраници, направете проценка на ризик. За вас и за вашите вработени. Направете лекарски прегледи, за да утврдите дали сите тие на вашите работни места се пред се способни да ги работат, но од друга страна и да видите како им влијаат работните места. Трета работа е, кога ќе имате проценката на ризик, видете кои се сите ризици кои се на работното место и обидете се, направете се во консултација со стручните лица да истите бидат надминати. Повторете го чекорот број 1. До тогаш, јас и мојот колега Лазар ќе ве потсетуваме дека е тоа ваша обврска, вие со ваш пример да покажете како треба да делуваме. Јас би додал само, ако дозволиш, за крај, и да се почитува Така. тоа што ќе се процени, тоа што ќе се донесе. Инаку безцелно е ние само да носиме проценки. Хартија не ни треба. Да, ако самите не ги почитуваме. Затоа, кликнете лајкче, кликнете, претплатете се на нашиот канал и очекувајте да веќе следната недела со нова епизода. Благодариме. Поздрав од мене. Чао.